Единствениот македонски хирург кој неодамна оперираше со помош на очила за виртуелна реалност, повеќе од 2 години ја користи вештачката интелигенција како свој сојузник во работата, односно со нејзина помош печати верни реплики на органите на пациентите, ги прави во 3D варијанта за да се подготви подобро и да биде поефикасна операцијата, односно ги користи за предоперативна припрема. Наш денешен гостин во подкастот Зошто на Радио Слободна Европа ни е токму тој, доктор Стефан Арсенков, специјалист по абдоминална хирургија. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Поблагодарам за поканата. Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје во чекор со светската медицина, односно испишува една нова историја во македонската медицина, благодарение на тоа што вие сте токму дел од тимот. Како почна приказнава или кога излезе оваа опција? Приказната почна со едноставно прашање, можеби зошто, како името на подготовка, но што би можеле ние да направиме и зошто не го правиме тоа. Општо на светско ниво 3D принтингот да зема еден голем замав во последниве, да речеме, 10 години, и со самото тоа се шират можните апликации, нели, во сите области, па и медицината. Почна со љубопитноста што можеме ние да направиме, што можеле да искористиме ние од тој напредок на таа технологија, и стигнавме до денеска тоа кај што сме тука. А тоа е да можеме да креираме верни реплики на анатомијата на пациентите кои што се неспоредливи во однос на можноста да ни ја доловат реалната анатомија и реалните соодноси на анатомските структури, како што ништо друго не може. Зборам во смисла на традиционалните, нели, снимки со кои што добиваме дводимензионална репрезентација на овие тридимензионални структури. Колку такви имате направено досега? Па повеќе од 40 во сите области во кои што ги има во нашата болница. На моје големо задоволство имаме остварено соработки со болницата, со клиниката за државна кардиохирургија, каде што таму беше искористена од нашите модели за операција на отворено срце. Имаме и со неколку други установи соработка, така што мислам дека се повеќе се шири свесноста за тоа колку навистина може да помогнат овие модели во предоперативното планирање. А и пациентите, кога ќе си го видат својот, да речеме, орган или својата анатомија и на самото тоа ќе им се објасни што треба да се прави, не само што им се зголемува довербата и разбирањето, затоа што немаат потреба од никакво предзнаење за да може да им се објасни на самиот модел, за разлика од тоа доколку им објаснуваме на компјутерска томографија или магнетна резонанца, кај што не секој е доволно образован, да речеме, во аспект на гледање на снимки од компјутерска томографија, за да може лесно тоа да го прими и да го разбере. И не има потреба сите пациенти да знаат да гледат компјутерска томографија, затоа си има специјализација за тоа, нели? А тева некој од моделите денеска понесовте и со себе, може вака да видиме визуелно што тоа значи. Ова е буквално размерот? Да, ова е реална големина. Нашите мерења и анализи покажуваат дека моделите што ги генерираме се точни до десетинка од милиметар, што значи поприлично прецизни, особено за оно што ние треба да го направиме. Ова е еден од последните модели кои што ги искористивме, затоа е интересен, би сакал да го покажам. Ова е модел на крвните садови во абдоменот. Тука во суштина кај што мојата рака би стоел желудникот, кој што го имаме како дел од моделот, но оно што сакам да го прикажам се овие структури тука кои што се всушност позади се гледат метастатски променети лимфни јазли кои што би требало да се отстранат со цел да се добие адекватна онколошка резекција на туморот на желудник во случајов. Благодарение на овој модел, колегата што го оперираше пациентот беше доволно спремен, знаеше точно каде да пристапи, како да дојде до овие крвни садови и лимфни шлезди, за да може во целост да ги отстрани, и операцијата помина одлично, без никаква компликација. Беа отстранети сите овие лимфни шлезди кои што би можел да кажам дека до пред неколку години можеби и не би ни пробувале да ги отстраниме, затоа што се смета за доста ризично. Гледате, овие се сите големи крвни садови кои што доколку се повредат може да заврши со фатална компликација. Ние мораме да бидеме доволно спремни да ги зачуваме сите тие крвни садови, а сепак да ги отстраниме овие лимфни јазли. Нешто што е значено за овој модел е што е првиот кој што го користиме за предоперативна припрема, која користиме со еден вид на нова технологија што ја имаме набавено, да можеме во исто време да ги печатиме
повеќето структури и органи, за да знаеме дека и позицијата која што имаме, не само димензијата, туку и позицијата која што имаме во однос еден спрема друг, е идеална, иста како што имаме на компјутерската томографија, со што постигнуваме максимално ниво на прецизност во припремата. Освен тоа, еве можеме да споменеме и за примерокот на коска кој што го имате донесено. Да, ова е примерок на здрава коска, што е малку нели не секојдневно, затоа што обично зборуваме за некаква патологија, некакви болести, промени на органите. Ова е примерок од здрава коска на подлактица, која што е цел да ги печатиме и да ги направиме достапни за сите идни колеги или студенти на медицина кои што досега немаат баш лесен и јасен начин да набават реални модели на коски. Јас кога бев студент пред можеби веќе 20 години скоро, наоѓавме од постари колеги, па позајмувавме, тоа беа реални коски од, нели, што викам, од кадавери, но сите тие со тек на време и се оштетуваат и се потешко се наоѓаат, постануваат се поскапи, потешко достапни и не секогаш сите студенти имаат можност да учат од реални структури, од реална големина, затоа што сепак и атласот и сите оние кои што се продаваат модели како генерични модели се сепак премногу генерични и премногу, ајде да речеме како нацртан филм нацртани да ги покажат сите структури, но во суштина ниеден орган не изгледа точно така како што е прикажан во атласот. Затоа оно што го нуди овој метод е реална структура, реален орган во реална големина со реални дури можеби варијации во анатомијата кои што е најблиску до она што ќе се сретнеме во реалната клиничка пракса. Додека овој дел од коска на другиот модел е сушност како изгледа оштетена, така, ова е скршена. Да, ова е скршена коска од петата, пациент кој што паднал од висина се дочекал на стапалото, ова се гледа формата на петата, со целата тежина дошол и затоа е вака смачкана и распрскана, но оваа коска, што се вика калканеус, е доста голем проблем за третман на травматолозите и ортопедите, заради неелесната достапност, заради комплексните фрактури кои што се случуваат и затоа овој тип на коска е еден од најчесто печатените кои што го имаат потреба колегите травматолози во болницата кај што работам, баш заради тоа што третманот на оваа скршеница е доста комплексен, има различни пристапи, различно поставување на тие остеосинтетски материјали и сме направиле 4, 5 или 6 можеби вакви модели кои што колегите ги искористиле со оглед на тоа што е една ретка скршеница, но последните неколку ги печатиме често, кажуваат дека особено за поредките и покомплицираните случаи ова е доста голема придобивка. Еве и останатиот модел кој што го имате. Да, тука Земено со себе, ова исто така станува збор за некој комплексен случај? Да, ова се работи за рак на главата на панкреасот. Тука се наоѓа промената. Но тоа операција на отстранување на главата на панкреасот заедно со 12-падачното црево и дел од жолчните патишта е една од најкомплексните операции во абдоминалната хирургија, која што има најдолго траење и најсклона на компликации. И заради тоа ни од огромна помош да знаеме каде се поставуваат сите овие крвни садови, сите овие црвени структури се артериски крвни садови, синиве се венски крвни садови. И ништо од тоа ние не смееме да повредиме, се тоа мора да оставиме во пациентот, затоа што носи крв за другите органи, но треба да го извадиме овој дел со евентуално врзување само на еден крвен сад тука. Ова тоа што ни помага многу е, освен што точно знаеме каде се наоѓаме во текот на самата операција, затоа што во сала си го земаме препаратот, си стои на полица во операционата сала и можеме наместо да бараме по снимките да видиме каков е соодносот на артериите, ние се оставаме и се гледаме, еве, ја пипам оваа артерија, сега значи за 1 сантим понатака ќе очекувам да видам и другата, затоа што нешто што не се спомнува доволно често е дека ништо во нашиот организам не изгледа вака јасно видливо, јасно пластично. Се бојата е многу послична на сите овие структури и сите овие структури се виткани во некако нормално масно ткање. Ништо не се гледа вака јасно и ниеден крвен сад ние не го гледаме вака јасно за да можеме да го видиме па да знаеме точно каде, туку обично се работи околу масно ткиво, па пипиме, гледаме дека тука па ќе го испрепарираме, односно се оголиме за да не биде достапен. Ова операција конкретно иако ризична, специфична, заврши добро? Да, за среќа пациентот заврши добро.
веќе на домашно лекување, пред околу 2 месеци се случи операцијата, но тоа што нешто сакав да го спомнам, можеби еден алармантен тренд на тоа дека многу млади луѓе со малигни болести во последно време се јавуваат на лекување кај нас, нешто што е дури во мојата, да речем, околу 10 години кариера или бидување во болницата и во хирургијата, не беше случај ни пред 5 ни пред 6 години, туку беше нешто драматично кога ќе дојдеше пациент под 40 години со малигна болест, со месеци се памтеше и се прераскажуваше тој случај, за да во последниве неколку месеци имаме повеќе пациенти под 40 години со дури напреднати малигни болести, што е малку загрижувачки тренд и веројатно некаков аларм околу тоа би требало да се крене на повеќе нивоа за да може да го спречиме тоа. Некогаш е итно, навистина многу докторот, односно хирургот нема време многу да размислува или многу да се подготвува. Со ваквиот начин на функционирање всушност и вие кратите на време. Да, кратиме на време и до сега со гордост можам да кажам дека ниту една операција не била одложена со цел да се чека изработката на моделот. Ги приоритизираме работите така да секогаш пред планираната операција е готов моделот за операција. Во најголем дел од случаите околу ден до 2 ни се потребни да ги изработиме моделите, кога се работи за некои поитни дури скршеници на коски, можеби неколку часови ќе бидат во прашањето дека од моментот на снимање до добивање на моделот, така да дури сме размислувале за покомплексни, но итни ситуации за тоа да се користат овие модели. Во секој случај е дека моделот би морал да биде готов пред операцијата, за да може адекватно да се припреми, за да може да биде што поуспешно. Така да нитноста не е секогаш пречка за изработување на модел. Несомнено е многу пократко, што далеку искусен хирург може да го види моделот, да го погледне, да види каква анатомска варијација има, кој пристап треба, веднаш инстантно си ја планира операцијата во глава. Еве, ако има време, тоа би го кажала една интересна случка, каде што се работеше за еден модел што го правевме за операција на срце кај едно детенце, кај што имаше еден гостин од странство, не се сеќавам сега од која држава, не е ни битно. Пред самата операција, го однесов моделот таму да го погледаат колегите, и колегите што го гледаат моделот, што претходно ги има видено, сите снимки беа максимално спремни за таа операција, го погледна моделот, гостинот од странство и рече, ама чекајте малку, една од овие артерии не се спојува со другата. Ме праша мене колку си сигурен дека моделот е точен. Апсолутно сум точен, затоа што тој па модел по случајност не го правевме воопшто со вештачка интелигенција, цел рачно буквално го правев, точка по точка, ми беа потребни повеќе од 15 сати да го направам. Апсолутно сум сигурен дека претходниот ден поминав повеќе од 10 сати гледајќи го моделот, сигурен сум дека секоја точка е точно таму каде што треба да биде. Значи, па ако е така, не можеме да направиме операцијата што сме планирале. Мораме друг пристап да имаме и мораме поинаку да пристапиме кон овие структури. Сигурен сум дека тоа ќе го види и во тек на операција и ќе се адаптира и исто така успешно ќе заврши операцијата. Но колку драматично делуваше тоа во истата секунда кога го зема моделот да го види, рече чекај, не можеме тоа што го планираме, а претходниот ден го поминали цел ден гледајќи ги снимките, кажува зошто пренесувањето на информации на овој начин е многу поефикасно и многу важно. Еве, велите колега од странство бил чудо невиден од она што го видел преку овие модели. Всушност и веќе сте пионер и во регионот и пошироко. Ја споменавме она операција со помош на очила за виртуелна реалност. Всушност еден од ретките во светот, овде е единствено еден од ретките во светот кој што има направено такво нешто. Ајде и тоа да го споменеме. Така да, според моите сознанија, во моментот кога се направи таа операција со помош на очилата за виртуелна реалност, имаше објавено само 2 труда или две инстанци во светот, во кој што еден хирург од Индија и другиот, мислам, беше од Чиле, што има направено таков тип на интервенција. Зборуваме за интервенција за операција каде што сликата наместо во монитор ја гледаме во очилото за виртуелна реалност и тоа е подобрување од аспект на тоа дека ни нуди многу поголема ергономија и многу поголем комодитет во работењето, а сигурно кога би прашале било кој пациент дали кога ве оперира хирургот сакате да му биде комотно или да му стои малку незгодно, сигурно секој би обрал да го оперира хирург на кој што му е комотно кога оперира, така? Така да тоа и
Тоа е целта на таа технологија, да се зголеми ергономијата и комодитетот на хирургот со цел да се подобри ефикасноста на третманот за пациентот. Кога сме кај комодитетот, да ја споменам и онаа мобилизација за скршеница која ние покажавте кога бевме последен пат кај вас во канцеларија, тоа всушност е една замена за оној здодевен гипс. Нели, можеби нема да може да му се потпишат на гипсот на пациентот, меѓутоа е многу ќе има многу поголем комодитет. Да. Едноставно е многу полесно на многу начини. Многу го подобрува квалитетот на животот на луѓето кои што имаат скршеници. Навистина е така, а ако сака некој баш да му се потпишува, ќе оставиме и дел за потпишување, нема проблем. Целта е тоа е да се подобри, нели, и функционалноста и комодитетот на луѓето со скршеници, затоа што навистина во денешно време имаме толку многу технолошки напредоци, малце ајде ќе речеме греота се уште да правиме нешто што пред 150 години било стандард, а тоа се нели оние обични осетливи на вода гипсови, кои што за жал поради својата леснотија за користење и достапност се уште се стандард, но во моментот она што ние го развиваме, мислам дека е не само достојна, туку многу подобра замена за имобилизациите за скршеници на екстремитети, а за жал, нели знаеме дека многу често се случуваат и скршеници на екстремитети кај дечиња. Овој тип не само што би било полесен, туку може да се модификува, па да се стави некоја лого или играчка од омилениот цртан филм, па да се некако направи целиот тој процес многу поднослив и полесен за детето. А нормално и возрастен, ако сака да му ставиме некој лого од Бетмен, може и тоа, вајда. Нема да смета. Така што нуди многу можности за адаптација, многу можности за правење на да одговори на секоја посебна потреба на секој пациент и мислам дека и тоа ќе биде еден значаен напредок во третманот на многу пациенти. Но ова од друга страна ќе чини и повеќе од еден класичен гипс. А меѓутоа ако почнат сите клиники така да функционираат, всушност ќе добиеме и модели кои што нема да чинат толку, така? Така, да, ќе чини повеќе, сигурно ќе чини повеќе од еден класичен гипс, но доколку земеме во предвид колку е комодитетот, доколку и тоа се случи, лето во 2 дена пред одмор имаше потреба пациент да носи гипс, а зборуваме за дете, а скршеницата негова и позицијата дозволуваше да ставиме ваква имобилизација, колку чини неговиот комодитет на тој одмор, каде што може нормално си се бања, да си влегува вода, си игра на плажа, за сметка на дете кое што тие 10 дена што ги чека цела година, ќе ги помине седејки на лежалка нерасположено, затоа што случајно, не по негова вина, му се случило да има некаква повреда. На што се надевате? Оние кои што се околу вас во најблискиот тим веќе ги виделе ефектите и вашите пациенти кои што имале успешни операции, меѓутоа ако ја гледате поголемата слика, треба што побрзо како општество да го фатиме текот на новото? Така, апсолутно. Интересно е тоа што сите што ги искористиле моделите многу брзо потоа сакат повторно. Веќе на одделот кај што работам и во болницата каде што работам, ретко се случува да се работи некој голем комплициран случај без да се има модел, затоа што едноставно на убаво лесно се навикнува човек. Во моментот имаме обити да оствариме соработка со што повеќе јавни установи во државата, пак со цел подобрување на квалитетот на здравството. Интересно е тоа што би можеле многу лесно како држава, заради се што носи како придобивка бидувањето на вака мала држава со таков систем каков што сме, со сите своји позитивни и негативни страни, би можеле многу лесно баш поради тоа да бидеме, да речеме, лидери во регионот по користење на оваа технологија, а што самото по себе би можело да не донесе до многу големи придобивки во аспектот на третман, особено на комплицирани хируршки случаи. Еве како еден интересен податок, баш синоќа се вратив од Тирана, каде што викендов имаше еден конгрес кој што се каже Next Gen Surgery, каде што ги презентирав нашите достигнувања и искуства во третманот на пациенти со помош на 3D модели, каде што прво дознав дека во Албанија, во Тирана се уште не е познато ова како технологија, не се случува рутински да се искористи некаде. Имаше голем интерес од колегите од Албанија да го добијат како технологија, да оствариме соработка, за да може да се и тамошното здравство унапреди барем во овој аспект.
така што мислам дека не треба многу, само треба да се дозволи да се има слух и да се дозволи ова да биде достапно за користење на првично хирурзите, потоа како резултати пациентите, и мислам дека ќе имаме огромни придобивки, како што веќе ги гледаме. Ви благодарам многу за денешното гостување. Се надевам дека следен пат ќе зборуваме за некој нов освоен предизвик. Сигурно се надевам и ви благодарам за поканата. Благодарам за вниманието и вам. Вие го следевте подкастот Зошто, наш денешен гостин беше доктор Стефан Арсенков, специјалист по абдоминална хирургија.